И за крајот на денешната емисија си поканив актерка, веќе ви кажав рано утринава, тоа е Маја Љутков. Маја, добро утро. Добро утро, Искра. Мислам дека голема најава за тебе не им е потребно на гледачите, со оглед на тоа што те знаат и од театарот, и од малите играми, особено нашата публика те знае преку Бистра вода. Да. Завршија распустите, да, летна. Морам да признам многу брзо. Многу брзо. И она што сега тебе да чекува покрај театарот е една друга улога, така сега си во улога на едукатор, така му доаѓа нешто во студиото за актерска игра прва проба. Да. Тоа е Искра, како што кажа, самата летото брзо летна, меѓутоа јас обавезно на крајот на летото посебно му се радувам на почетокот на учебната година во нашето актерско студио прва проба, затоа што таму се оние кои ме прават исклучително среќната се децата. Ова е за возраст од 7 до 17 години. Да. Сите тие се нели деца. И од скоро, од половината на минатиот месец се објавени. Уписи се објавени и веќе од вчера официјално, денеска сме ден вторник, од вчера официјално почнавме со часови и посебно им се радувам на тие часови на почетокот на новата година, на новите предизвици кои ни ги носи годината и децата и нивниот развиток во текот на таа година. Маја, со оглед на тоа што сепак некој на некој начин ти ги предаваат своите деца или внуци, ги предаваат во твои раце, нели? На твоја одговорност. Јас би започнала малку со тоа како ти имаш започнато. Како, кога започна со актерството? Од многу мала. Мислам дека некаде имам раскажано оваа приказна. Јас живеам цел живот. Живеам и ден денеска живеам близу Драмскиот театар. Таму сум родена. Тоа мислам дека е заразно место таму, така? Да. Контаминирано. Вирус некој, да. И она што е многу интересно дека јас и моите другарки, нели бевме многу често надвор и возевме ролшули пред плочникот, пошто таму беше најрамно на Драмски театар и во моментот кога ќе стално ме фасцинираше тоа собирање на публика, тие светла кои трепка за да влезе публиката и чекавме да влезат сите. И откако ќе влезат сите, ние ги стававме ролшуите на рамо и одевме ролшуи, немавме ролерки и го замолувавме портирот да не пушти да се напиеме вода. Ние реално пиевме вода, ма потоа влегувавме на представа. Ама знаеше портирот сигурно, така? Мислам дека веројатно ни го фати во еден момент принципот кој е и никогаш не ни направи проблем и никогаш не врати. И се сеќавам дека имаше на вратата на Драмски театар имаше еден надпис кој пишуваше забрането за деца под 7 години. Ние веќе бевме 7, 8, 9 години, веќе бевме во училиште и мислам дека од таму некаде почнува мојата зараза со театарот, таа фасцинација од сцената и од театарот. И немаше представа која немавме изгледано. Подоцна како поминуваа годините, јас не престанав. Желбата ми беше еднакво исто како мала. И кога се запиша во средно училиште, во Скопје се отвори една од првите драмски школи, немаше друго. Беше училиштето за актерска игра на покоја Нацо Јовановски, на Славица Јовановска. И таму почнав. И таму одев 4 години, се додека не дојде време за уписи на факултет и така некако имам чувство дека цел живот се занимавам и го сакам ова. И многу сум среќна што се занимавам со ова. Сега тоа дете што си била ти со ролшуите, сега се овие со ролерките. Како е сега повторно да го гледаш овој твој драмски свет, театарски свет преку нивните очи? Многу ми е возбудливо. Јас сум стално на работна плач од возбуда, од среќа, затоа што и во денешните деца препознавам љубов и страст каква што ја чувствував јас кога бев дете. Во денешните деца препознавам фасцинација, во денешните деца препознавам фантазија и тоа ме прави исклучително среќна. А што е со оние идоли што се ги имала ти, големи актерски имиња?
Предпоставам дека овие генерации може би не ни слушнале за нив, за жал, но затоа си ти тука да ги едуцираш. Да, апсолутно. Колкава ви е разлика во идолите? Еве да речеме, кои се нивни идоли, кои биле ваши идоли? Голема е разликата. Мислам, на секое поле од животот е голема разликата во идоли. Нашите идоли, јас имам среќа да дел од моите идоли се мои колеги, сум имала чест се мои професори, сум имала честа да ја делам сцената и тоа чувство е неописливо. И како да ви кажам, се трудам да им го пренесам тоа колку што е можно поживо и повистинско на децата на кои им држам часови по актерска игра, да на тој начин се радуваат на оваа професија и фантазираат. Дека еден ден ќе им се оствари. Да, за жал или не знам, за нечија среќа, можеби апсолутно се сменети работите. Што е со оние идеали, да речеме, кои што си имала ти, односно причината поради која си ја сакала глумата, предпоставувам во едно тотално нематеријално време не сте размислувале, да, од финансиски аспект битно ти било да застанеш на таа сцена. А кои се сега целите на овие генерации? Преку актерство сакаат ли нешто друго да постигнат? Мислам дека можеби јас се трудам како ментор да ги насочам дека нивната желба и верба треба да е чиста, вистинска и искрена. И од прилика да им ја пренесам мојата верба во театарот, а тоа е, како што рече самата, апсолутно нематеријално, него јас оваа професија доживувам како ментална хигиена, моја ментална хигиена. Значи, јас искрено немам план Б што ви правела, ако не е мојата професија, ако не се занимавам со актерството. Се трудам со сето моје битие да им го пренесам тоа на децата. И има деца кои од прилика многу ме потсетуваат на мене кога бев мала и тоа ми е големо задоволство. А има и деца кои многу сакаат да станат звезди. И тоа не е лошо, и тоа не е лошо апсолутно. И на тоа се радувам многу затоа што за нив Холивуд значи нешто што е јас сум веќе возрастна и сум рационална. Меѓутоа за нив во нивните главчиња Холивуд е исклучително дофатлив и тоа мене многу ми се допаѓа. И впрочем, ако не стремиш кон тоа, не можеш да станеш. Важно е да се има некој план. Ајде вака да видиме и за оние кои што се можеби скептични во однос на глумата, кој е бенефитот на едно дете да се занимава со актерство, без разлика дали ќе продолжи понатаму по тие патеки или не? Што ќе добие? Примарната мисија на драмското актерско студио прва проба во ниту еден момент не е од децата ние да направиме актери. Да, затоа што за тоа постои соодветен факултет и така натаму и професори. Нашата мисија е да ги задржиме и да ги поучиме децата на оние вистински вредности, да ги ослободиме, да ги натераме да фантазираат, да го зачуваме македонскиот јазик со тоа што ќе ги научиме, ќе поттикнеме кај нив желбата за читање, за правилно говорење, вокабуларот, како што можеме забележиме, денешните деца повеќе говорат англиски од македонски, мене тоа исклучително ме плаши. И јас давам се од себе да работам на тоа да добро се изразуваат нашите деца на македонски јазик, да читаат литература на македонски јазик. Апсолутно, тоа се сега речници едни кои јас стално велам на моите деца ќе земам тефтерче си запишувам зборови кои не ми се познати па да ги преведете после тоа. Идејата е да ги ослободиме, идејата е да им ја поттикнеме нивната самодоверба, да ги натераме да мислат, да ги натераме да работат тимски. Затоа што сите овие работи се работи кои требаат во животот, без разлика дали ќе станат актери или ќе станат, не знам, ќе станат економисти или ќе станат политичари или ќе станат доктори, сега те треба да имаат таа самодоверба и слобода и фантазија и храброст и начин на комуникација и способност да работат во тим. Тоа е нашата примарна мисија. Од една страна да бидат индивидуи, да имаат свој јас, а од друга страна сепак да бидат тимски играчи. Многу е важно да научат да имаат свој став. Тоа е најважно, да имаат свој став. Јас нашите деца во драмското студио секогаш ги споредувам со цвет во пупка, кој подоцна расцветува и тоа низ овие години многу ми се докажува, ме прави радосна многу.
Тие се баш како цветови кои расцветуваат, процветуваат во сезоната помината во драмското студио, прва проба. Мене многу ми се допадна објавата што имавте на Facebook. Мислам дека беше секој кој што сака може да побара само моја проба, студио Закрса и ќе ги види. Меѓу другото, на зборувавме за вистински вредности, вели театарот не учи да ги почитуваме другите. Да. Како? Апсолутно да ги почитуваме другите затоа што за да ги почиташ другите прво треба да се почитуваш себе си. Така, се почнува од нас. И кога се почитуваме себе си, кога ќе научиме се почитуваме себе си, а тоа ги содржи сите овие работи кои се напишани во статусот за упис на прва проба, автоматски се учиш да ги почитуваш другите, пошто е многу важна почита во денешно време која за жал се помалку и помалку ја имаме едни кон други и кон себе си, ја поттикнуваме во нашата работа во драмското студио. И сите оние работи кои се набројани во статусот, да се почитуваме, да го цениме туѓото мислење, да имаме свое мислење, да соработуваме, да наблюдуваме. Сите тие работи се реални. Не се само во мојата, и во твојата професија и во на човекот зад камерата професијата. Сите тие работи се многу важни. Има една друга нешто Животни што нема да ми се наљутат актерите, се надам, знаат дека има многу добри пријатели меѓу нив. Велите дека ќе научиме да бидеме самокритични. А за актерите обично не важи дека се самокритични, повеќе важи дека се суетни. Или пак можеби тоа е некој одбранен механизам да се одбранат од критиките. Точно многу добро ги познаваш актерите. Ние сме суетни, звучи клише и лошо вака кога ќе го соопштиш. Меѓутоа ние сме мора да мисли дека е најдобар. Ако не е најдобар, ние сме фрагилни, многу сме кршливи. Многу сме кршливи, сме исклучително осетливи. Мислам дека од таму доаѓа тоа дека сме сензитивни, дека сме суетни, затоа што ние нашата слабост во наводници не ја кажуваме пред народот, не ја покажуваме пред народот, него имаме одреден круг на луѓе каде што ќе можеме да ја споделиме. Инаку сме исклучително самокритични. Мислам, јас сум исклучително самокритична и критична и кон себе, и кон моето семејство, и кон луѓето кои ме обкружуваат, пријатели, роднини, исклучително. Прво сум самокритична. И тоа ми помага, многу ме води напред, ме инспирира. Кога сум самокритична, не сум лоша, меѓутоа сум на добар начин самокритична кон себе. Тоа е нешто што ме води напред. И мислам дека е тоа сосема во ред. Секој од нас треба да се погледне прво себе си, за да може после да коментира, да дава, да има став кон другите работи. И нешто што исто така многу ми се допаѓа, ми е мака што е само до 17 години, може би за други луѓе треба, а тоа е, велиш, да учиме од сопствените грешки. Знаете како јас во текот на часовите, сега ќе скокнам малце па ќе се вратам. Во текот на часовите се водам, односно програмата за часовите, се водам според моите тефтери, кои јас ги чувам од факултет. Што си го искусила што сум го лично, запишувала, а јас запишувам многу и денеска запишувам многу и на проби кога сме режисерите кога зборуваат, затоа што после тоа ми е практично еден дневник, еден вид дневник, и тефтерите од мојот професор кој ни предавал Владимир Милчин и асистентката Сузана Киранџиска, ги чувам со многу голема љубов и многу години се веќе поминати, и некако тие ми се некакво четиво, некаков прирачник според кој јас се водам во часовите и правењето на програмите во моето драмско студио. И за сите овие 4 години до сега се покажа дека е добра таа варијанта, дека е паметно што го правам тоа. Моабетот ми беше дека се... За грешките собствени. Да. Значи, нашиот професор не учеше часовите во принцип актерска игра се. И стануваме, покажуваме задача, исполнуваме и после тоа седнуваме и заедно со нашите колеги анализираме. Си ги кажуваме грешките, што мислиме дека не е добро, што мислиме дека е добро, тоа што не е добро, како да се поправи. Автоматски тука учиме од сопствените грешки. Значи ние можеме и сами да процениме, еднаш пример ќе изиграме представи, сваќаме дека вечерва баш и не било најдобро, дека можеме и подобро. Сваќаме каде ни се грешките. Тоа е исто така поврзано со самокритичноста за која правевме мовет пред малку. Значи, и тоа дека не сето смеш тоа да ја лажеш поврзано едно со друго. Така? Публиката е големото око. Публиката не можеш да ја излажеш никогаш. Публиката точно знае што гледа и што треба да гледа и разбира. И никогаш не смееме да ја потценуваме, затоа што ние постоиме за публиката. Што значи, Маја, да сумираме дека сето ова што се учи таму
апсолутно не е само за пред камера, не е само за на штиците. Никак. Туку е и тоа како потребно за секојдневниот живот. Апсолутно, апсолутно. И сето тоа е Да се изгради една препратено, личност. и сето тоа е препратено, сите часови се препратени со разноразни вежби, етиди, игри на кои децата им прават да се чувствуваат, им прават да бидат возбудени и забавни. Ајде тогаш сега да преминеме на други дел, односно да видиме зошто да го одберат токму студиото прва проба. Што е она пошто сте вие специфични? Па јас мислам искра дека сето ова што ние го зборевме до сега не прави Единствен, посебни, не прави да. посебни. Не велам со сета почит кон сите мои колеги кои исто така имаат свои актерски студија и им се радувам и ги ценам посебно. Секогаш е добра конкуренција, апсолутно, да. апсолутно. И кога ќе се сретнеме, кога ќе имаме што да споделиме, многу интересно на принципот на водење на часови. Оно што нас не прави посебни е што ние ги учиме децата на животни вештини. Значи, на вештини кои нема да може да ги научат на училиште, на улица, пред телевизор, на мобилен, било каде на гости кај баба и кај дедо кога ги остават родителите. Не, тоа се учи само тука, во нашето актерско студио. Ние не сме амбициозни и претенциозни кон тоа да ги направиме актери, ниту театарски, ниту филмски. После ќе одлучат. Тие се сепак на крајот од денот се уште деца и се уште не можат да одлучат што ќе бидат кога ќе порасте, може ќе сменат. Значи јас ако ги прашам на час кој од вас сака да биде актер, сите креваат рака. И многу ме прави срекнато. Мислам, многу се радувам на тоа. Од малечки до најголемите сите креваат рака. Дај Боже. Дај Боже, им посакувам да им се исполни тоа. Кога сме од најмалечките, сега претходно додека се подготвувавме на една од рекламите, си виде едно твое девојченце, малечко. Софија од моето драмско студио. Рекламите, па затоа сакам да прашам, да речеме да не одиме многу наназад, минатата година. Како поминавте со вашето училиште, кои настани случаи би ги издвоила? Да, тоа е добро прашање. Тоа што минатата година бевме исклучително успешна и плодна година во студиото за актерска игра прва проба. Значи, сите двете групи, двете групи од нашето, не имаме 3 групи. Сега ќе имаме и 4-та, се надевам, а двете групи има По возраст ги делите или по искуство? Не, по возраст ги делиме. По возраст ги делиме да можат да бидат тим, да може да бидат ансамбл, да станат класа, да. Ги делиме по возраст и до сега се покажа како добра работа тоа. Значи, минатата година со големата група, со тинеџерите, сработивме представа која се вика Валентин не благодарам. Таа тинеџерска представа и премиера имаше, односно тие имаа јавен час на Валентин. Тоа беше идејата, да. Тоа беше идејата и многу интересна представа направивме. Јас сум многу горда на нашите деца, затоа што размислуваат многу зрело, многу паметно, многу чисто, многу искрено и многу се креативни. Одлична представа направивме. Заедно со Ана Јовановска, мојата колешка, заедно со неја ги водам часовите, морам да ја поздравам, не ја спомнав од почетокот. Со помалата група од 7 до 10 години, каде што членуваат меѓу другото и моите ќерки само иницијативно, направивме исто така јавен час во театар комедија го играа. Направивме колажна представа од сите вежби кои ги правиме преку целата година. И тоа помина одлично. И овие две, оваа колажна представа и Валентин не благодарам, потоа има своја изведба и на друго место. Значи, колажната представа на малите имаше изведба на сцената на железничка станица заедно со колегите од училиштето за театар од игра до театар. Тие не поканија да им бидеме гости, а Валентин беше таму на репертоар. И ние практично секој викенд Валентин не благодарам ја игравме на репертоар на железничка. Потоа бевме во нашиот најголем настан во текот на целата година ни беше гостувањето на драмскиот аматерски фестивал во Кучани. Да, и таму освоивме награда за најдобра детско-младинска представа. Валентин не благодарам, значи многу сум среќна и многу сум задоволна. Награди. Да, и тоа е многу голем мотив за нив. Многу голем мотив за нив. Тие во Кучани играа пред жири. И тоа им направи една... така, да. Меѓу другото, пред публика играат секаде, меѓу плюс и жири, кога некој ги оценува, го оценува нивниот труд, а не сум јас и не е Ана, е поинаква мотивација, подготвеноста е поинаква, на готов си.
Така што многу ме радува нивната зрелост со годините, нивната љубов и нивната желба да се занимаваат цело време со таква љубов, со било која професија да одберат, како што доаѓаат на часовите од драмското студио. Но и ве ги подготвувате и ги подготвивте и за друго нешто, значи не само за театар, колку што разбрав, надсинхронизираат и филмови, така? Да. Тоа е исто. Тоа од лани го почнавме. Па голем дел од децата имаат ангажман во синхронизирање на долгометражни детски филмови кои подоцна одат во нашите кина. И тоа е многу интересно искуство. Дел од нив се кога се синхронизира филм и цртан, малку е поразлично. Во цртан треба веќе да створиш карактер, да креираш лик, а на филм ти е веќе направен, сега ти треба со твојот глас да го донесеш вистинскиот, да. И голем дел од децата има искуство да го прават, тој многу им беше интересно, им беше возбудливо, имаше денови каде што беа збунети, меѓутоа имам одлична колешка која ги водеше низ целиот тој пат и јас бев таму. Одлично се справија и кога одат на премиери да се гледаат е многу возбудливо, многу е интересно, многу се задоволни, многу се стрекни, се чувствуваат корисни. Се чувствуваат пораснати, се чувствуваат дека вистински се занимаваат со професијата. Да. И по маја мислам дека доволно ги заинтересиравме со овој разговор. Сега останува уште податоците, информациите околу самиот упис. Рековме од 7 до 17 години. Како да се пријават и дали има некој критериум, некоја аудиција, односно што треба да поседува едно дете за да... Јас мислам дека само желба. Само желба, верувај ми, само желба е доволно и довербата на родителите кои ги препуштаат децата на мене и на Ана е тоа е добитна комбинација апсолутно. Значи да објавам дека наедноставно мојот телефон го пишува на објавата за уписи. Доволно е да ми се јават, јас ги спровидувам со информација, им кажувам што треба, каде се наоѓаме. Ние се наоѓаме во просториите на музичкото училиште Крешчендо, таму држиме часови, имаме свој простор. Во центар, во Дебармало, да, и тоа е се што треба да знаат. Оно што првиот час значи не постои никаква аудиција. Треба да дојдат и да учествуваат во часот. Секогаш има родители кои ќе дојдат и ќе ми речат моето дете е дојдено само да види. Јас велам не. Вашето дете е дојдено и сега ќе учествува во часот, а после ќе разговараме дали сака да доаѓа или нема да доаѓа. Не ги оставам да седат по страни да гледаат, ако не го почувствуваш тоа. Не ги оставам да се чувствуваат како публика, него ги влечам веднаш и се трудам да ги анимирам и да ги држам возбудени и мислам дека тоа е супер. Но колку што те разбав, вчера веќе започнавте со првите часови, што значи како и да е треба да побрзаат. Да, затоа што и со места сме ограничени. Значи јас кога ќе се наполни бројката, во принцип секоја група содржи од 15 до 20 деца. Да. Тоа е сосема доволно за да можеме да направиме и представа, и етиди, просторот во кој се наоѓаме, значи си има колку деца, не можам јас во една група да соберам 30 и 50 деца, а при тоа треба да им посветам рамноправно внимание на сите деца. Така што местата се ограничени, тоа е важно и дека кога ќе се потполнат веќе нема да важи објавата за упис. Епа Маја, еве вака нешто можеме да речеме, да придонесеме. Рече дека во театар играле, на фестивал играле, надсинхронизираат и цртани, но не учествувале во утринска, претпоставува. Што значи, еве сега една нова задача, да речеме до нова година, да си се подготвите и да дојдат да ги видиме и тука. Да не зборуваме секогаш во нивно име, и јас ќе бидам среќна, ќе не го освежат и студиото и утринската. Одлично би било. Ќе дојдеме обавезно. Ти благодарам. Многу ти благодарам, Маја, со среќа, со успех и тебе и на твоите ученици. Ви благодарам на сите кои што ова утро бевте со нас. Секако останете со програмата на Алфа телевизија, по рекламите следуваат најновите вести.